И покрај тоа што општините со кои раководат градоначалници од опозицијата во континуитет трпат силни притисоци и обструкции од централната власт, сепак нивните резултати за само година и пол биле евидентни, тврди председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Како и сите градоначалници кои што се избрани доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН, така и овде во Градско. Имаме огромни притисоци од страна на владата, несоработка. За жал, морам да констатирам дека на тој начин си го казнуваат сопствениот народ, граѓаните во сопствената држава и неодговорно се однесува владата, додека владата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, упорно краде и ја уништува Македонија. Градоначалниците и општините каде што имаме кадри на ВМРО ДПМН покажуваат разлика и работат. Дека ова е вака, позитивен пример е и малата општина Градско, каде финишираат активностите за да се обезбеди бесплатно сместување на предучилишни деца во една градинка, како и бесплатен оброк првично за учениците од прво до петто оделение, а потоа и за останатите, што представува новина во државава. Истовремено, во оваа мала општина започна и изградбата на обиколница со која веќе за еден месец ќе се растовари сообраќајот во централното подрачје од тешките товарни возила. Започнува со изградба оваа улица која што ние нарекуваме обиколница, која што е тендерирана од Министерството на транспорт и врски. Средствата се обезбедени од Светска банка и се во износ од 7.600.000 денари. Мицкоски подсети на тоа што речиси сите општини биле наследени со огромни финансиски дупки, со што беше доведена во прашање реализацијата на ветените проекти, па сега градоначалниците се принудени да бараат нови начини за обезбедување финансиски средства, како што е случајот со издавањето на општински обврзници, иако и тука централната власт правела обструкции. Се кратат средства, се кратат дотации, нема реализација на проекти, констатира Мицкоски, при тоа давајќи им поддршка на градоначалниците да истраат во оваа нерамноправна битка за проекти, бидејќи крајот на оваа власт бил блиску.